Штип конечно доби пешачка патека. Станува збор за патека која во должина од околу 2 километри, а се протега за Дисарот, покрај Брегалница и ги поврзува населбите 8 ноември и Новосела. Конечно, граѓаните на Штип добија едно мирно и убаво место за прошетки. Не значи само поврзување на Ново село и 8 ноември. Тука верувајте дека од тоа што го гледам, од сите населби во градот доаѓаат луѓето овде. Сушност Дисарот е нешто наше исконско, а Брегалница е нашиот живот. Патеката која штипјани и досега ја користеа, за оние помладите е место за џогинг и релаксација, а за постарите асоциација за едноминато време. Убаво направено и патеката е убаво и природата што нема ни коли, ни ништо, чист воздух. Многу е убаво за старите, за децата, за младите, да пешачиме. Синике дојдо, имаше многу народ, како Корзото старо време. Корзо ври. Намерата на општината е патеката да се протега на површина од 7 километри од Старка Раорман преку Новосело до Бањата Кежовица, но освен место за одење, овде ќе има и многу други работи. Планираме изградба на амфитеатар за културни содржини и планираме изградба на мултифункционално игралиште, ќе направиме градска плажа и планираме целото да го хортикултурно уредиме, да посадиме многу трендафили, дрвца, сега веќе почнавме, така да овој простор ќе биде навистина многу убав. Дополнително ќе се работи и на други локации, од кои некои идеи се уникатни. Проект на градоначалникот на општина Штип и на јавното претпријатие ИСАР ќе биде новата зоолошка градина, мини зоолошка градина која што веќе денови ќе биде започната. Градината ќе биде во близина на јавното претпријатие ИСАР, значи веднаш позади на парцелата која што е во наш сопствен. Инаку изградбата на пешачката патека беше нешто што штипјани го бараа одамна, што е гаранција дека овој дел овде ќе биде новата дестинација за релаксација.